Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Водата се повлекува во Кочанско, штетите на површина од поплавените 5 села. Зголемен број на пациенти во Козле, дневно и по 150 прегледи, над 60 хоспитализирани деца. Дел од пензионерите утре предуставен, бараат линеарното покачување да остане на сила. Илир Демири се одвои од села, ќе биде независен пратеник во собранието. Папата Лав на литургија кај Вартоломеј. Во овие вести дождовите стигнуваат, најавите за снег ги алармираат надлежните. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Ден по поплавите во Кочанско, водата се повлекува, но на површина излегуваат штетите. 5 села вчера беа речиси целосно под вода, откако се излеа Кочанска река и ги поплави оризовите полиња. Трајан Ристовски јава. Водата од надојдената Кочанска река постепено се повлекува од поплавените села Облешево, Спанчево, Чишиново и Чифлик. Но по повлекувањето на површина излезе нов предизвик – недостиг на сигурна и питка вода. Бидејќи овие населени места немаат централен водовод и користат приватни бушотини, постои реален ризик водата да биде загадена. Од општината најавуваат дека по стабилизирањето на состојбата ќе се започне со дезинфекција, а од утре жителите ќе можат и официјално да ги пријавуваат штетите. Очекуваме да биде формирана таа комисија во координација со централната власт. Ќе ги направиме тие првични сондажи на оштетувањата кои што ги имат зафатено нашите граѓани и ќе дадеме информација за тоа каде ќе треба да се обратат и да ги пријават штетите. Најтешко погодени од поплавите се земјоделците. Голем дел од оризовите ниви останаа под вода, а загубите се видливи и кај останатите култури. Дел од родот веќе е неповратен. Катастрофа. 3 хектари ориз, па 70% ни ожнан, 30% ни стои уште унивот. Точно не можем да ви кажам, ама голема е штетата. 30% од површините кои не се ожнеани сега, тие веќе не може ни да се жнеат. Тие нема да се бидат ни за човечка храна, ни веќе не може да бидат за никаква исхрана, бидејќи и тие се под вода, таму комбањите, машините не може да влезат. Не е само оризот, имаме посејано житарици. Ова ако видите се по линија што се посејани под житарица, јачмен, пшеница и тие веќе не можат да се користат. Тие дадено е се што требаше само да има односно жетва, сега и тие веќе нема да бидат за жетва, така да штетите ќе бидат големи, а ќе ги проценуваме накнадно. Земјоделците предупредуваат дека причина за ваквите штети не се само обилните врнежи, туку и долгогодишниот проблем со неичистените канали и одводи. Стравуваат дека без редовно одржување, сценаријата како ова ќе се повторуваат и во иднина. За Сител, Трајан Ристовски. А покрај дождот, метеоролозите најавуваат и врнежи од снег. Дали надлежните годинава се подготвени за евентуалниот снег на патиштата, одговори бараше Габриела Вескова во живо во овие вести. Институциите се подготвени за снегот, барем така одговори на прашањата на Сител. Од јавното претпријатие Македонија Пат велат дека снегот оваа година ќе го пречекаат со 240 специјализирани возила, нешто над 500 вработени. Исто така дополнително напоминаа дека во изминатиот период одржале низ состаноци за да ги утврдат кои се моментално најкритичните точки во државата. Тоа дефинитивно во моментот се планинските превои. Дополнително активности во однос на снегот кој што го очекуваме оваа година се одржали и во Центарот за управување со кризи. Во јавноста веќе е добро познато дека во изминатите 2 недели, веќе 2 недели практично, возачите имаат обврска да имаат зимска опрема во нивните возила. Некои си ја завршили оваа обврска, а други не. Полицијата исто така вредно работеше во изминатиот период, па по овој основ напишани се 50 казни само во Скопје. Меѓутоа, бројката на казните возачи кои што не поседуваат зимска опрема во Македонија е далеку поголема. Во продолжение да проследиме колку институциите се подготвени за годинишниот снег, меѓутоа и за обврските кои што сите возачи ги имаат оваа зима. Дали снегот годинава ќе ги изненади институциите? Од јавното претпријатие Македонија Пат велат дека подготвено ќе го дочекаат со 240 возила и нешто над 500 вработени. Веќе одржален и за координативни состаноци за проценка на ризиците и чекори на делување. Преку целата зима ќе располагаме со 37 пунктови кои што ќе бидат покриени со околу 240 возила.
Ќе имаме исто така преку 500 луѓе кои што директно ќе бидат вклучени за патарски работници кои што ќе бидат вклучени за помош при механизацијата која што ќе работи на тоа. Најкритичните точки се превоите. Пример Шапка, Стража, Маврово, тука веќе имаме од 4 ноември и највисоките превои. Тука веќе имаме и приправност ние од 4 ноември. На Шапка, Стража, Маврово, Крива Паланка, тие се веќе покритични, кај што имаме превои со очекување на големи наноси на снег. Низа координативни состаноци се одржуваат и во Центарот за управување со кризи. На овие состаноци беше нагласена важноста од заедничко делување, редовна комуникација и навремено известување меѓу сите субјекти во системот за управување со кризи. Исто така разгледани беа состојбите на терен, временските прогнози, критичните патни точки, можните свлечишта и нивото на водостоите, како и активностите на Црвениот крст за поддршка на ранливите категории. Во меѓувреме, веќе половина месец на сила е обврската за поседување на зимска опрема. Само во Скопје 50 возачи веќе ги олесниле своите новчаници за 45 евра, бидејќи полицајците ги фатиле како не се извршиле оваа обврска. Една од најчестите причини за блокирање на магистралните и регионалните патишта е токму неупотребата на зимска опрема и возење со несоодветни гуми, предупредуваат од ЈПДП. Важно е да се почитува оваа обврска, бидејќи се намалува ризикот од лизгање и губење контрола врз возилото, се избегнуваат сообраќајни застои и блокади на патиштата, се обезбедува поголема безбедност за сите учесници во сообраќајот, соопшти од ЈПДП. Обилните врнежи од дожд кои во последните денови го зафати источниот регион предизвикаа поплавување на простори и дворови во повеќе објекти на различни локации во општината Чешиново-Облешево. Се појавија и голем број на слечишта кои представуваат опасност за граѓаните и нивните домови. Габриела Лескова, Сител телевизија. СДСМ ги почна најавените пресконференции за скандали на власта. Илир Демири се одвои од села, ќе биде независен пратеник во собранието. Да, СДСМ ги почна најавените секојдневни пресконференции на кои ќе објавуваат случаи на криминал. Денеска објавија за случај со 9 милиони евра обезбедени преку тендери за фирма со двајца вработени отворена пред една година. Фирмата Digital One, формирана на крај на август лани, со само двајца вработени, за една година има добиено тендери од скоро 9 милиони евра народни пари. И сите овие тендери се со владини и државни институции во период од мај 2025 до денес, ноември 2025 година. Фирма без историја, без искуство, без портфолио, регистрирана за трговија со информатичка и комуникацијска опрема, добива речиси 9 милиони евра за само 6 месеци, или по 1,5 милион евра месечно. Основана е од известен Кристијан Арсовски и има само двајца вработени. Да, добро слушнавте. Двајца вработени со речиси 9 милиони евра добиени пари од граѓаните. Од 6 државни тендери, дури 4 се со генералниот секретаријат на владата на Мицковски. И тоа не било какви тендери, туку тендери со милионски договори. Од СДС кој е под водство на Венко Филипче од ден на ден покажуваат дека не знаат ништо осем лаги и конструкции, реагираше владеачката ВМРО ДПМН. Така денеска излегува во јавност повторно со некаква конструкција за јавни набавки која не е ништо друго освен редовна набавка спроведена на транспарентен начин. И во нивен стил измислуваат приказни со лажни информации, поточно дезинформации. Договорот за кој зборуваат со фирмата Digital One или постапката за оваа јавна набавка е направена под исти услови под кои правела и владата на СДС. Дополнително да им објасниме дека за договорите за набавка на сервери, наместо да се плаќа хост на приватни правни лица, сега за прв пат поседува сервери на кои самостојно ги хостираат владините апликации. Третиот спомнат договор исто така е склучен со транспарентен процес и набавени се компјутери по најниска понудена цена, велат од ВМРО ДПМН. А владеачката ВМРО ДПМН денеска со обвинувања, но пак на сметка на опозицијата, и тоа за времето додека беше власт. Повторно повикуваат партијата
да се дистанцира од криминални структури. Во ек на глобална криза, во периодот од 2019 до 2021 година, СДС наместо да ги снабдува стоковите резерви, ЗАЕФ, Филипче и Николовски ги празнеле и препродавале. 2000 тони јачмен и пченица во државна вредност од 800.000 евра биле отпишани од залихите по насока на истото трио, додека на граѓаните им велеа се е под контрола. За да не се примети кусокот од 2000 тони јачмен и пченица, тие веднаш потоа прават 2 тендери со една соседна држава за 20.000 тони пченица и јачмен за да ги пополнат дупките во залихите. Со овие 2 тендери, ЗАЕФ, Филипче и Николовски сметале дека ќе се покријат недостатоците во стоковите резерви, а јавноста истото ќе го заборави. 800.000 евра пари на граѓаните завршиле во џебовите на ЗАЕФ, Филипче и Николовски, а 2000 тони јачмен и пченица на црн пазар во друга држава. ВМРО, односно ДПМНЕ, води прљава кампања против членовите на СДСМ преку нивни портали и медиуми кои со години ги финансираат од црни пари украдени од граѓаните, реагираше опозицијската СДСМ. Сите имаат меморија, очи и памет, гледаат, слушаат, знаат, но и паметат. Да расчисти СДС со Венко Филипче, доктор, специјалист кој лечи луѓе и спасува човечки животи, кој не само што ја предводеше борбата против ковид пандемијата, туку и успешно се справи за што беа спасени многу животи, кој обезбеди повисоки плати за докторите, за специјалистите, за македонското здравство го крена од дното кое криминалната ДПМНЕ го остави. Да расчисти СДСМ со Зоран Заев, човекот кој ја објави вистината за криминалот на ДПМНЕ, го победи режимот на Никола Груевски и заедно со граѓаните ја ослободи Македонија, ја врати демократијата со која Македонија стана членка на НАТО, која водеше политики за едно општество, поголеми плати, пензии, економски раст и развој и европска иднина. Криминалната ДПМНЕ ли бара расчистување СДСМ со било кого. Ученикот Мицковски сега сака да го врати учителот Груевски за да може повеќе да приграбуваат, стои во реакцијата на СДСМ. Илир Демири, пратеник во собранието од групата на Зијадин Села, ќе действува како независен. Веќе го известил спикерот Гаши, но на јавноста не ги открива причините за ваквиот потек. Ивана Соколовиќ најдова. Одвојувањето од коалицијата со Ахмети, Зијадин Села го чини пратеник помалку на своја страна. Илир Демири, иако избран како пратеник на Алијанса за албанците, одлучи да делува како независен. Ваквата одлука на писмено веќе ја предал на собранискиот спикер Африм Гаши. Пратеникот Илир Демири го извести председателот дека ќе работи како независен, велат од кабинетот на Гаши. Новите податоци за Демири веќе се ажурирани и на собранискиот сајт. Тој во краток разговор за Сител ја потврди информацијата, но не сакаше да образложи која е причината за ваквата одлука, ниту дали останува да делува како опозиција или пак преоѓа во мнозинството. Детали за ваквиот чекор најави за утре. Дел од пратениците кои се заедно со Села за Сител брифираат дека се уште јасно не знаат што ќе се случува, ниту пак доставеното барање за нив е јасно. Без Демири засега остануваат само тројца, недоволни за посебна пратеничка група, откако Села одлучи да го напушти Ахмети. Се обидовме да добиеме информации од Села, но тој остана недостапен за коментар и за Демири и за нивниот статус во собранието. Дали сега независниот Демири можеби ќе стане дел од мнозинството е уште едно од информациите кои кружат во јавноста, особено што од вреди веќе потврдија дека се водат интензивни разговори со пратеници од албанската опозиција, разочарани од политиките на Наи и Ахмети. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Дел од пензионерите утре предуставен бараат линеарното покачување да остане на сила. Папата Лав на литургија кај Вартоломеј. Да, дел од Сдруженијата на пензионери за утре најавија протест пред Уставниот суд. Нивното барање е судот да не го укинува линеарното зголемување на пензиите. Мартин Арсов. Дел од пензионерите утре ќе протестираат пред Уставниот суд. Незадоволни се што судот поведе постапка за оценување на уставноста на линеарното покачување на пензиите.
Сепак ваквата иницијатива не е поддржана од сите пензионери. Сител контактираше со дел од пензионерите кои пред 2 години дојдоа од повеќе градови во Скопје и протестираа барајќи линеарно зголемување. Тие велат дека ќе ја чекаат одлуката на судот. Додека нема одлука, не гледаат причина да се протестира. Затоа утре нема да одат предуставен. Од судот објаснија дека двете зголемувања од по 2500 денари воопшто нема да ги разгледуваат, а за новото линеарно се уште се собираат мислења. Председателката на Сојузот на Сдруженија на пензионери исто така објаснува дека зголемувањата кои досега се исплатени, никој нема да ги враќа. Пензионерите не треба да стравуваат дека тие 5000 денари ќе треба да ги враќаат и дека судот ќе донесе некоја понештувачка одлука, што да се повторам, самиот суд се произнесе дека тоа нема да се случи, бидејќи, уште еднаш да повторам, тој закон со кој беше признаено тоа право е надвор од правниот поредок. Ова следи откако премиерот Мицкоски кажа дека судијка на Уставниот суд, според негови информации, ја има подпишано одлуката за укинување на линеарното зголемување на пензиите. Во меѓувреме, исплатата на ноемвриската пензија почна во петокот, а ќе заврши утре. Од Фондот за пензиско вела дека исплатата на пензиите не е доведена во прашање, бидејќи владата ја гарантира истата и не треба да има никаков сомнеш или страв, дека пензии нема да има. Шпекулациите кои се пласираат од страна на СДСМ и политичкиот притисок кон Уставниот суд дека е загрозена исплатата на сегашните и идните пензии се неосновани и служат единствено за вознемирување на пензионерите и граѓаните во државата. Неодговорно е да се тврди дека исплатата на пензиите е доведена во прашање, кога веќе се знае дека буџетот на фондот на ПИОМ за наредната 2026 е речиси 151 милиарда денари за исплата на пензии, за здравственото осигурување на пензионерите, како и за транзициските трошоци кон трите пензиски друштва од вториот столб, велат од фондот. Од лани до сега, владата 3 пати ги зголеми пензиите, 6000 денари исто за сите пензионери. Мартин Арсов, Сител телевизија. Над 150 прегледи дневно има на детската болница Козле, но засега се уште нема пријава на грип. Хоспитализираните се претежно со респираторни вируси. Сезоната сепак е во ек, а лекарите очекуваат пикот на грип да се случи во јануари. Од едномесечно бебе до училишни деца е моменталната состојба со хоспитализации во клиниката за белодробни заболувања Козле. На болничко лекување имаат 60 пациенти и кај нив респираторните инфекции се со потешка клиничка слика која не може да биде третирана во домашни услови. За едно деноноќие лекарите прават до 150 прегледи, но се уште немаат потврден случај на грип. Обично вирусите почнуваат со растечено носе, со покачена телесна температура, може да има кашлица. Неколку дена би требало дома да се следи детето, доколку не ескалираат симптомите. Сега ако почне отежнато да диши забрзано, да диши со стомачето, така ќе го приметат родителите, или кашлицата да станува поинтензивна, тогаш секако треба да се обратат на лекар. Првично би требало на матичен лекар, па ако има потреба, во нашата установа за хоспитализација. Отежното дишење, свирење во градите и зголемена телесна температура се најчестите симптоми поради кои родителите спасот за своите деца го бараат во клиниката Козле. Иако гужвите почна, од установата вела дека се уште имаат простор за хоспитализации. Дел од оние кои се на болничко лекување имаат потреба и од кислородна поддршка. Неколку пациенти во моментот примаат кислородна поддршка, дали континуирано или дисконтинуирано. Обично децата кои ќе заспиат во сон имаат повеќе потреба од кислородна поддршка. Меѓутоа не се многу, повеќе тоа се доенчињата, помалите деца со бронхиолити. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, не е зголемен бројот на децата кои се пријавени со симптоми на грип или заболувања слични на вирусот. Лекарите пикот го очекуваат во јануари. Сања Димитровска, Сител телевизија. Состојбите во ПИОМ, обвинувањата од опозицијата, има ли потреба пензионерите да стравуваат? Зошто се води политика со сензитивни теми? Гостин во тема на денот Никола Мемов, директор на Фондот за пензиско осигурување.
Проблемот со петките во Македонија е сериозен, оцени министерката за образование и наука. Вината за ваквата ситуација лоцираат кај родителите, кои инсистираат нивните деца да добиваат високи оценки без заслуга. И другото на панел дискусијата во Струмица, како дел од кампањата "Магијата е во знаењето", порача дека наставниците имаат клучно влијание во развојот. Петките во земјата е навистина сериозен и од моето долгогодишно, веќе 5-6 годишно искуство со контактите со наставниците, тој генерално се лоцира кај родителите, вие сте сосема во право. Токму и оваа кампања во тој правец, за да им кажеме на оние родители кои инсистираат нивните деца да добиваат високи оцени без соодветно знаење, дека де факто им прават штета, најголема штета прво на собствените деца, а потоа и на целото општество. Послабата оценка не е казна. Послабата оценка треба да биде мотив за постигнување на одредени компетенции, вештини. Интересен податок од Охрид, охриѓани имаат интерес за читање книги. Иако дигиталната ера заменува речиси се, сепак интересот за традиционално читање засега останува добар. Јавува Нина Ритоновска. Во ера на интернетот, кога секоја информација па и едукација луѓето ги врзува за компјутерот, кога технологијата овозможува пристап до се и се што, па дури и до виртуелни пријателства и разни препораки, сепак традиционалната книга не изумира. Според директорката на Охридската библиотека Григор Парличев Трпеска, радува податокот што кај охриѓани има интерес за книгата. Интересот на охриѓани за литературава е многу голем. Значи, имаме доста читатели од сите категории и многу сум изненадена со не само што доаѓаат да читаат, туку веќе охриѓани почнуваат да ја чувствуваат библиотекава како дел од нивниот социјален живот, како што ние напредуваме и отвараме услови за нивниот престој тука, така тие ни возвраќаат со нивното доаѓање, присуство и се наши членови. Бројот на членствата расте. Многу автори во последно време своите дела ги ставаат во електронска форма на интернет. Дојде интересно време кога се повеќе се бара електронска книга, се повеќе мислиме дека некако се надмина оваа книга, меѓутоа тоа не е воопшто точно, бидејќи гледаме дека нема поубаво од кога се земе книгата во раце, можеш да си ја читаш навечер и кога во секакви услови. Меѓутоа исто така обезбедуваме и може и да се чита електронски, бидејќи сите овие книги можат да се успеат да се направат во електронска форма. Децата може би се навикнати сега на побрзи информации кои што некако немаат време да седат, немаат трпение поточно да седат да читат, меѓутоа со наша сесарна работа, со сесарно залагање можеме да ја развиеме љубовта кон книгата. Добрите познавачи сметаат дека процесот на дигитализација не можеме да го запреми, дека тоа е дел од сите сегменти на нашиот живот, но од суштинско значење на децата да им се чита уште од најмала возраст. На тој начин им помагаме да ја засакаат книжевност и да станат страстни читатели во текот на животот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.